Добар ден, почитувани гледачи. Денес под лупа ќе го ставиме јавното предпријатие Градски гробишта. Велат, дај Боже на никој никогаш да не му затребаат услугите на ова јавно предпријатие, но животот е таков, се преплетува доброто и лошото, така да добро е да се знае дека постои едно јавно предпријатие кое професионално ја извршува својата дејност. Добар ден му посакувам на директорот Ванчо Костовски. Добре дојдовте во емисијата Под лупа. Добар ден и ви благодарам за вашата покана. Господин Костовски, искрено една провокација за гостувањето во мојата емисија беше неодамнешниот ваш прес, на кој што обелоденивте дека ова предпријатие во рок од една година, од кога вие сте директор, успеа некако финансиски да се консолидира. Иако имаше огромен долг од близу 5 милиони и повеќе од 5 милиони денари, наследен уште од 2012 година, некако долговите успеавте да ги вратите и да ги сведите на минимум. Позитивен пример како треба едно јавно предпријатие да работи, и еве да ни откриете во емисијата како успеавте во тоа, што се случи, каде се должевте и до каде сте стигнати со исплата на тие долгови, бидејќи почнавте веќе е нормално да функционирате. Платите се исплаќаат редовно, дадовте и за прв пат регрес годинава, за 10% се зголемија платите на вработените. Сето тоа се едни позитивни показатели дека јавното предпријатие оди во една нагорна линија. Па видите, некаде пред една година кога станав директор на ова јавно предпријатие и тогаш уште на самиот мој почеток бев и гостин во една ваша емисија слична. Кажав и тогаш и се стојам на зборот дека основната цел за мојот ангажман таму беше да покажам и како локална самоуправа дека може поинако да се работи. Така со доста напор во работата успеавме да го дигнеме ова јавно предпријатие кое што беше тргнато по една секако надолна линија. Имено во тој период само што стапив на функција, од реалниот книжениот долг беше некаде околу 6 милиони денари, 100.000 евра, меѓутоа низ работењето испадна уште доста, уште на 2-30% повеќе долги кои што не беа регистрирани. Значи во она како основен податок кој што го имав на самиот почеток. Така да можам да кажам дека оваа година 2018 наназад ја поминавме финансиски успешно. Како јавно предпријатие, тоа го покажуваат самите бројки и резултати. Значи не ода ние што го кажуваме, него најдобар показател се бројките. Би спомнал премногу бројки има, само основни неколку би спомнал. Тие што се најзначајните, да. Секако, значи во 2018 година вкупниот приход на средства на финанси беше 27 милиони 915.000 денари, за разлика од 2017 од 20 милиони 687. Односно, поголем приход во 2018 имавме некаде околу 7 милиони 200.000 денари. Значи, тоа е негде 120.000 евра имавме поголем приход на минатата година него од 2017. Кога ќе додадете на 400.000, тоа е некаде 30%. Така да околу вкупниот приход. Можам да кажам дека овдека благодарност до локалната самоуправа, до покојниот градоначелник Јован Стојановски, кој што имаше големо разбирање за работата на јавните предпријатија и секако во продолжение сега на сегашниот градоначелник господин Константин Ѓоргиевски, со кој што имаме прекрасна соработка, не само јас и сите други јавни предпријатија, и затоа и сите јавни предпријатија покажаа еден евидентен успех, оно колку што се може согласно своите проблеми. Можам да истакнам дека еден од поголемите приходи кои што ги остваривме, значи би кажал само дека оние што не знаат дека покрај основната наша дејност, која што имаме, значи управување со градски гробишта, ние имаме една работна група која што градежна работна група која што работи од интерес на граѓаните, односно по задача на локалната самоуправа. И сега само тука мала една дигресија, малку ќе ви влезам во збор. На многу граѓани некако им е нелогично од каде јавното предпријатие Градски гробишта да врши некои градежни работи низ градот.
Значи, ова градежна група која што ја споменавте, како функционира, како дојде до формирање на истата, за кои потреби? Таа беше формирана наназад, значи јас ја затекнав, негде 25 вработени имаме, работници, квалификувани, високо квалификувани инженери, така што ако ние скратевме таа, имавме еден проблем кој што го решив, на кој скратевме таа работна група, 20 на луѓе требаше да се заминат на работа. Напротив, ние кажавме дека не, и плюс работивме неколку души кои што не беа потребни. Ова работна група ги изведуваат градежни работи еднакво квалитетно и ефикасно како и сите приватни фирми кои што биле на нас. Оно што ова локална самоуправа, значи пред една година и сега, е тенденција дека поголем дел од општествените работи кои што ги дават општината ги дават на јавните претпријатија. Со една единствена цел за нивно подобрување, значи за нивно зајакнување, а ние секако возвратно враќаме назад со квалитетна работа со која што може да се пофали. Едноставно кажано, наместо да се ангажираат други фирми кои што ќе ги свршуваат некои градежни, поедноставни градежни зафати во секој случај низ градот, се ангажираат еве вака градежни групи кои што се формирани во рамките на јавните претпријатија. Па ние имаме одредени лиценци за кои што може да работиме поголем, посериозни работи, нормално оден на тендер и ги земат по сериозни фирми, ми тоа оние помали работи ги преземаме како јавни претпријатија, бидејќи парите од општината одат во јавни претпријатија и обратно. Ние како јавни претпријатија па помагаме доста некои општествени работи кои што има и општината Охрид и кај што и помагаме, значи не наплаќаме така за помали работи. Така можам да се покажам дека да се пофалам дека оваа година имавме скоро 5 милиони денари работа со општината, односно приходи од надворешни услуги се викаат, за разлика од минатата година кој што беа 2 милиони 460. Односно негде 2 милиони и 500-600 илјади денари имаме повеќе сработено минатата година него 2017. Од тоа се гледа дека тенденцијата на ова локална самоуправа, пархелниот градоначелник сегашниот дават уште поголем акцент на јавните претпријатија, а ние секако се покажуваме и го заслужуваме, се надевам. Би кажал дека сега во моментов со нашата градежна оператива работиме на уште поголем број на проекти, че сега работиме на поплачување, обично работиме на поплачување на улички, значи улици, исто поставуваме ступчина, поставуваме клупи, значи ги реновираме клупите низ градот и помали некои зафати околу подпорни ձидови. Материјалите од каде ги набавувате од некаде или? Па ние имаме тендер за таа работа. Секоја година се распишува за градежни материјали негде околу 70-80 илјади евра е вредност на овој тендер. Би сакал, кога споменавме тука, само да кажам дека минатата година кога дојдов како директор затекнав едни високи цени по тендери. Ова година со доста напор ги спуштиме сите цени. Така по основ на сите спуштање на цени, ени нормални, дојдовме до нека нормални цени на материјали, че ќе имаме неве 8.000 евра со истиот обем на работа, ако ги имаме, ќе имаме 8.000 евра заштеда. Значи само во разлика на цени. Тоа доволно зборува за домаќинското работење. Ако и ние можеме да прифатиме по високи цени, па да ја тераме таа работа како што било наназад. Така што ако продолжиме со ова темпо, значи сега работиме на неколку проекти посериозни, значи во Пештани моментално работиме, тоа се улички како едно позначено туристичко место и населба, значи улиците, неколку улички, улица Галичица, двата Сокаци бе во катастрофална лоша состојба, значи обична, како да кажам, улица од пред 30-40 години, сега ги поплачуваме, некаде ќе стигнеме него до 900 квадратни метри на поплачување. Исто така, низ општина Охрид, тука во центарот работевме околу општината на некој тротоар. Од утре почнуваме реновирање, односно на потегот на 15-ти корпус, каде што моментално се поставуваше јавните претпријатија водовод или нискоградба поставува канализациона мрежа. Значи на излезот од Охрид, веќе тие зафати трае месец дена, од утре почнуваме да ги враќаме состојбите во стара состојба, како што бе, значи ги враќаме плочките натри, ќе заврши овие работи, значи за експресно ќе завршиме овие работи кои што трае повеќе време. Исто така планираме во Подмојле веќе налог имаме за работа за правење на неколку помали улички и низ градот 15-ти корпус Лесковец и она се што ќе ни зададе како ќе се излезе како потреба и што ќе зададе како задача локалната самоуправа.
Ако продолжиме со ова темпо, ќе продолжиме сигурно, овие 5 милиони кои што лани ги имавме за цела година, се надевам дека до јули август ќе ги оствариме. Значи 5 милиони сигурно до август, почетокот некаде или и крајот на август ќе ги оствариме, па после уште 3 месеци ќе имаме плюс работа за поголеми ангажмани во општината. Така. Кои други проекти ви се зацртани за ова година? Кои се внесени во програмата, кои се влезени? Знам дека исто работите деновиве интензивно и веќе прикресе градежните зафати таму на просторот кај касарната, значи се приспособуваат две игралишта, едно помало, едно поголемо за потребите на граѓаните и многу добра иницијатива затоа што тој простор беше запоставен на вистина убаво едно место за рекреација и за спорт за сите оние кои што сакаат тоа да го практикуваат. Што се прави таму? Па видите, добро што зачнавме оваа тема, значи мало е експлоатирана, малку и луѓе знаат што веќе таму се работи. Значи прв пат после толку години, бидејќи ова касарна не функционира сигурно 15 на години наназад и повеќе и остана сама на себе препуштена. Имаше обиден минатата власт нешто да се направи, меѓутоа ова власт на чело со господин Зоран Заев и со локалната самоуправа, претходниот градоначалник и сегашниот се донесе еден добар успех, односно касарната од сопственост на државата, значи на Министерството, мислам, за одбрана, премина во надлежност на општина Охрид. Значи, тоа се работи за десетици хектари, значи тоа е веќе централно место на градот. Ако ние го викаме периферија, ако погледнете картата, ќе видите дека е централно место и се работи за еден добар простор кој што се прави моментално плановите, веќе се прикрај и ќе си добие секое парче, секоја педа земја своја намена таму. Значи, она што можеме ние сега да го правиме, а не е посериозен зафат од градби, тоа веќе ги обновуваме игралишата, со локалната самоуправа ги обновува. Ние како локални претпријатија сите заедно вклучени, и комуналец, и билјарини извори, и проако, и ниско градба, значи секој во својот дел ги исчистивне тие, значи беа не се познаваа од трева и коров, ги исчистивне, обновивне клупите, сега ќе почне и бележење на тие игралишта бидејќи се запоставени и мислам дека ќе се поставуваат кошеви, така што за брзо време ќе се оспособат ова малото игралиште, понатака и поголемиот стадион, значи овој за фудбал и мислам да што знаме во план и едно детско игралиште. Така да овие населби, значи Железничка, 15 корпус и Радојца Новичич, во тој дел ќе добијат и цел град нормално, меѓутоа најпрви ќе тие што живеат тука, ќе добијат едно добро карче за свртување на децата, на младите. Така што ова е само почеток на еден грандиозен проект кој што го има намера локалната самоуправа да оправи и нормално владата на Република Македонија. За тоа нормално повеќе тие ќе зборуваат, да не му одземам јас делот таа работа. Само сакам да кажам дека ова стварно ќе заживее тој простор, ќе заживее и бизнисот на тој простор околу, значи овие три населби, ќе порасти и цената на недвижностите, која веќе тука се рачуна школи да се внесат, јавните претпријатија, значи најверојатно полицијата, пожарната и тие, значи од она што е бар ја што знам, така што дека на тој простор ќе има поголем број на вработени кои што ќе се секојнуваат тука и нормално дека поголем промет на фреквенцијата поголема и поатрактивно место ќе стане во секој случај. Игралиштата ќе видат од отворен карактер. Мислам, ќе можат сите граѓани кои што сакаат да ги посетуваат. Сега малку сме ние неблагодарни и обштествено неодговорни кога станува збор за обштествените добра. Цело време критикуваме дека немаме такви некои простори каде што можеме да го поминуваме слободното време, а кога ќе ги добиеме не се однесуваме соодветно како што треба. Дали може би размислувате како да се заштити сето тоа што ќе се направи, некаква чуварска служба или нешто слично? Добро, сепак би оставил тоа на прашање на локалната самоуправа, значи не навлегувам во тие ингеренции, меѓутоа сигурно дека кога ќе се облагороди овој простор нема да биде оставен сам на себе препуштен, меѓутоа потенцијалните планови се во локалната самоуправа, тоа си е во делот на ингеренциите на градоначалникот Константин Ѓоргиевски и локалната самоуправа, меѓутоа она што знам ќе биде еден грандиозен проект
тоа место ќе заличи, ќе биде едно најдобрите карчина во Охрид после централното градско подрачје, нормално Кеот е број 1, али настрана од Кеот тоа ќе биде најдоброто карче за живење, за екзистирање во тој дел. Подобро да спречиме отколку да лечиме, затоа што од кога ќе се уништи нешто, потешко е да се потоа да се поправи, отколку да го зачуваме онака како што е. Во делот работењето на јавното претпријатие би кажал дека имавме доста намалување на трошоци. Значи, овие 7 милиони денари кои што беа повеќе него минатата година, само би кажал дека годината е завршена со 2 милиони и 300 илјади денари во плюс. Значи во позитива, за разлика од минатата година кога беа неге 2 милиони и 900 илјади денари во минус. Значи беше во негатива тоа јавно претпријатие, така што разликата не ќе дојде 5 милиони и нешто илјади денари, разликата од 2017 до 2018 во работењето. Ова секако се должи не само на мене, на прво на локалната самоуправа, нивниот однос на господинот Стојановски на назад, на господинот Константин Ѓоргиевски, секако на поголем дел од тимот кој што е во јавното претпријатие, бидејќи многу мало донесовне луѓе кои што се нови вработени, меѓутоа го искористивме потенцијалот на постоечкиот кадар кој што бил запоставен. 57 се вработени, така барем таков податок имам на јас. 60 наследив, сега се 57, бидејќи некој поголем дел отидоа и во пензија. Значи, дали е доволен тој број за да се одговори на сите оние задачи кои што секако администрација има повеќе во сите јавни во цела држава, значи секако знаеме дека има мало вишак на администрација, мало ми фалат работници, али ќе се снајдеме, значи во делот. Меѓутоа го искористивме како да кажам, потенцијалот не само од администрацијата, него е зголемивме доста продуктивноста во работењето. Значи, ова веќе не е како права приватна фирма, меѓутоа 80% од приватна фирма веќе и луѓето се намикна дека треба да работат за да платата сама по себе не доаѓаат и јас сум премногу задоволен. Знам дека воведовте некои стимулациони мерки како што се награди. Тоа е еден добар пример за да се почувства работникот вреднуван, дека некој го заприметил тоа што посебно се трудел можеби во тој месец или во некој подолг период. Дали тоа ви успева, значи така да ги стимулирате работниците? Па видите, прво кога дојдов се зафатив со работниците, не со администрацијата и мислам дека се задоволни тие од таа работа. Значи прво кога дојдов имаше урамниловка на платите, значи висок квалификуван мајстор кој што денеска може да сработи многу повеќе, со општ работник не може да земе иста плата. Нигде во светот не е така, па не би треба и кај нас. Значи прво што направивме рангирање во работниците спрема квалификациите и она што работат на дело, не само спрема решението што го имаат. Понатака, кога веќе почнавме успешно да работиме и зголемивме платата негде од 9 до 10% вкупно на сите, скоро да нема некој што не му е зголемена платата, меѓутоа имаше некој што претходно има незаслужени плати, остана на исти ранг. Значи нема никакво намалување. Така 10% и одно што можам да кажам дека награди имаме доста. Значи нема работник што да се не е награден. Са имаме два случаеви кои што и подолг период не доаѓаат на работа разни причини, меѓутоа од оние што редовно доаѓаат на работа, сите дојнесе до се наградени. По 10% нормално е она што може да го дадеме. И можам да кажам дека сите саботи кои што работим, бидејќи имаме некој пат вонредни услови, треба да се заврши некоја работа, не може да правиме прекини, така досега ако било пракса да се даваат слободни денови за да работа во сабота и во празници, до денеска се е исплатено. Значи и празници кога се работи, и сабота и недела кога се работи, согласно законот за такви работи во празници се досега исплатени. Она што можам да кажам дека е прв пат од постоењето на јавно претпријатие дајан е регрес за годишен одмор, односно познат К15 од 5000 денари, че 4000 ги префрливме од декември и јануари и мислам дека утре последната рата ќе исплатиме. Така платите се редовни на секој први точно до се не сме промашили ни пола ден, не ден. Значи се испаќаат, можам да кажам
слободно дека го помогнавме и прв пат синдикатот, бидејќи оние средства кои што ги добиваат се недоволни. Негде 400 евра збираме од синдикални, бидејќи 60% урад во Скопје, 40 остана тука, со 400 евра на 50 вработени не можеш ништо да помогнеш, така да минатата година му дадовме еднократна помош од 60.000 денари на синдикалната организација и тие ги користе за нивни цели во синдикатот и после подолг период е купена ХТЗ опрема да сите до еден кои што имат потреба од таа работа, така што и зимска и летна гардероба е купена, така што мислам дека сега се во тој дел би требало да бидат задоволни. Од она што можам слободно да го проведете и да го кажам дека кога наградуваме не гледаме партиска припадност таму или некои други блискости, апсолутно на сите што има досега заслужено, има добиено и тоа може слободно да го провери. Значи, една од успехот, дел од успехот, сад што како тако скромен успех што го имаме, е дека таму работиме професионално. Значи, нема мешање на политика до 3 сатот после тоа, секој на своја страна, кој како си е определен. Исто би кажал само овде дека дел од ова за да не створи дојам дека само јавно предпријатие за погребални, мислам за гробишта, дека ние само профитираме од една ставка. Само ќе кажам дека имаме доста намалување. Само во електрична енергија имаме 200.000 денари на годишно ниво за намалување. Значи со зголемен дупло обем на работа имаме 200.000 помалку. Значи прв пат после толку години поставивме парно грејење во администрацијата, бидејќи досега се греа на луѓе на греалки, на кварцни печки. Значи сега имаме поставено, уште еден месец ќе го исплатиме. На 6 рати, уште еден месец во мај, денес се плати предпоследната рата, а во април-мај ќе исплатиме последната рата, така што ова инвестиција на пелетија ќе се исплати за 2 сезони, 2-2,5 сезони што ќе трошиме, веќе самата по себе ќе се исплати. Имаме намалување на сите трошоци, само ќе ви кажам за патување, низ земјата само 8 или 9.000 денари имаме потрошено во цела година. Така, за разлика од нанатат што било или не знам на други места, ние сме апсолутно скромни и сакаме да покажеме дека може да се успее ако се работи одговорно. Значи, од ова дистанца последна година, кога споменавте вие дека ми бевте гостин веднаш по назначувањето за директор на ова јавно предпријатие, тогаш зборувавме за вашите визии и планови. Сега веќе имаме конкретно за што да зборуваме. Дали сте задоволни како течат работите? И ме интересира кој беше на ваше прво чувство кога седнавте на таа фотелја и кога се соочивте со сите овие долгови, со сите овие бројки и со сета таа неизвестно затоа што секој ден доспева нови побарувања. Значи, кога ќе дојдевте од Сабајле на работа, не знаевте како денот ќе оди, што ве очекува, од каде ќе дојде некој побарување? Два примери ќе кажам. Само првите 3 дена што седнам ми дојде една честитка од 800.000 денари кои што треба да ја платиме или ќе бидеме дадени на суд. Значи во тој момент 800.000 денари немаше шанси да ги платиме. Тоа се работеше за едно јавно, мислам за едно предпријатие кој што ни испорачувала роба. Таа е вградена, меѓутоа никој пат платена. Значи не гради тоа нешто ги вградуваат, него нешто ќе оплати на крајот. Денар не беше платено за се работеше за мермер, за плоштадчето кој што се правеше кај мини маркет. Значи мене ми стигна така што нормално дека првите 3 дена ти стигне таква една работа не е свеедно. Значи, всушност плоштадчето е направено во вашиот мандат. Па сега бидејќи тогаш е ние платено. го направиме. Така ако гледате малку се нашегуваме, меѓутоа тоа е тоа. Без стапивме во контакт, само ќе ви кажам како пример, најдовме разбирање од луѓето, на 8 рати и до денар ги исплативме денот, значи не ми да не кастевме. Тоа се случи со едно 5-6 фирми, значи имавме 4-5 фирми по 700.000 денари на кои што се должеше, ништо не беше плаќано. Меѓутоа тие беа, затоа викам, не 5 милиони и 700, значи над 7-8 милиони беше долгот. Значи ние плативме, вративме 100.000 евра долг, 96.000 и нешто. Значи скоро 100.000 евра вративме стари долгови. Значи сега постојав на таа по сите приватни фирми, ба од она што ми е доспеано, негде имаме околу 350.000 денари. Значи, од 6 милиони денари, 7-8 милиони денари, стигнавме до 300.000 денари. И се надевам
негде за 10 дена ќе ги сплатиме и тие 300.000 како стари долгови и ќе дојдеме на нула. Должиме према јавните предпријатија, бидејќи се рачунува дека ако се јави дека ние не треба да плаќаме на комуналес, не треба на водовод да му плаќаме и се билдале тие сметките. На комуналес 1.090.000 му должиме, на проаква 450.000, се надевам дека за брзо време ќе ги вратиме, бидејќи и на нив им се потребни пари. Да ќе вратиме овие работи. Од она што можам да кажам само еден пример, го спомнам, мисля че минатиот пат, дека плативне компјутери купени 2012 година, не платени денар на фирмата и ние ги плативне со разговори, со намалување. Се уште се работи на тие компјутери? Постојат се уште? Да, постојат. Сега ќе имаме тендер само да помени сега, бидејќи не можеме сега да распишуваме измена да правиме на планот, ќе имаме и нови компјутери веднаш после овие локални избори, бидејќи има мало застој сега тука. Значи тие компјутери ги плативне после 6 години. Али ги плативне со камати. Дел од каматите се откажаа луѓето низ разговори, тоа е менаџирањето, дел попуштија 50% така да стигнавме, затоа не се оние 5.700.000 се најголем. Само еден пример ќе ви кажам, дека на нотарски услуги, за камати, нотарски и адвокатски услуги, што не се плаќало наназад, над 1.000.000 денари, 1.100.000 некаде денари плативне ние наназад. Во овие трошкови што ги имаме, значи влегуваат. Ќе ви кажам пример. Цела 2015 година и 2016 на нотарот, кој што ние сме обврзани преку нотар и адвокат, сега да ги утужуваме луѓето кои што не плаќаат на време. Ќе ви кажам сега како оди таа работа. На пример, за 2015 година крајен рок на плаќање за секоја година е декември таа постојачката година. Ако не платите, ние може да тужиме уште првиот ден. Меѓутоа како јавно предпријатие и тогаш и сега правиме напори, цела година имаме за крајниот рок, значи правиме напори да во текот на годината другата да се и дури некај ноември, декември, после една година од рокот почнуваме со утужување бидејќи сме обврзани, ако не го направиме ние ќе одговараме пред судските органи. Меѓутоа тие се дава на нотар ние плаќаме однапред 950-70 денари, треба да ги платиме однапред тие средства, после ние да чекаме кога некој пат граѓаните ќе платат, и нормално 100% не е плаќањето, меѓутоа ние треба однапред да ги дајме. Меѓутоа 2015 2016 ни еден денар на нотарите, многу мало, не е баш ни еден денар, многу мало биле платени. Така да јас сега ги платив цела 2015 ја завршив и 2016 ја плаќаме сега уште малку имаме така доспејаност, па ќе почнеме со 2017 да ја плаќаме. Значи плаќаме за пред 3 години 4 кои што некој не плаќа на нотарите, а тие се 1.100.000-200.000 денари, то ни е една месечна плата ни е толку, 1.200.000 денари ни е платат. Така сакам да ви кажам дека не домаќинско работење замена со домаќинско работење. И тоа е успех на целата фирма, на сите вработени, како и на локалната самоуправа, која што имаме голема поддршка. Вака како еден заклучок од првиот дел на разговорот и од оваа прва ваша година како директор, значи година во која што плаќавте стари долгови. Да се надеваме дека оваа втора година ќе биде година на просперитет, долговите ќе се исплатат и ќе си го фатите теркот на работа. Имате уште еден долг кој што не е ваш, но се води на вас, но за тоа ќе зборуваме во вториот дел на емисијата и ми кажавте дека сте во преговори со ВД градоначалникот Ѓоргиевски за тој долг да си го преземе општината. Ќе објасниме за што станува збор, но малку ќе ве одморам сега. Кам, постојано ниски цени. Авокадо 1 килограм 179 денари. Свежо пиле 1 килограм 125 денари. Чоколадо 87,5 грама 45 денари. Спортска женска мајца 249 денари. Хеланки 199 денари. Кам, купувај мудро.
Железарија Мајсторче на веќе познати локации на улица Питугули. Збогатена понуда за најквалитетна санитарија и опрема за бањи. Ви нудиме широк асортиман на рачен и електричен алат, бои и лакови, се од електрика, ХТЗ опрема, се за водовод и канализација, гипс табли, сите видови на лепила и глед маси, лајсни и дополнително голем избор на керамички плочки и ламинатни подови. Постојани сезонски попусти и акции. Гаранција за квалитет и врвна услуга. Железарија Мајсторче. Викенд акција во Миса Маркети. Бондуел пченка 425 грама 36 денари. Јухор чајна 300 грама 129 денари. Виолета пелени Дабл Кер 399 денари. Аква Фреш ХД паста за заби 75 мл за само 59 денари. Ервик електронски освежувач 139 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети. Има ли миста Шиме? Па калцију е поклопац увек отворен. А за нас? Коби протеинима река не. Стисни се унутра, стижу витамин Д и омега-3. Све добровити рибе стиснуте ка сардине у конзерви. Само риба, сол и улје. Ева. Погребално предпријатие Две солзи. Ние сме тука, во тешките моменти во животот, да обезбедиме професионална поддршка. Со долгогодишно искуство во обавување на дејноста, ги нудиме сите погребални услуги и безпрекорна организација на достоинствен чин на погребување. Деловните простории на Две солзи се лоцирани на улица 15 корпус број 85 према градските гробишта. Алмеро, прва и единствена фабрика во Македонија специјализирана за производство само на душеци. Традиција на квалитет и префинетост. Првокласни природни материјали од сите страни на светот, изработени од најталентираните и највештите мајстори. Комфортни душеци за вашиот совршен сон. Препознатлив дизајн и врвен квалитет веќе 30 години. Производи од богатата палета на Алмеро можете да најдете во салонот за мебел Илјачка во Струга. Господин Костовски, продолжуваме ние со долговите. До каде стигнавме со враќањето. Инаку за сите оние кои што подоцна се вклучија, Ванчо Костовски, директор на јавното предпријатие Градски гробишта, е мој денешен гостин. Зборуваме за состојбата во која што се наоѓа ова јавно предпријатие. Каква состојба затекнавте и до каде стигнавте во оваа година, која што е зад вас како директор на истото? Рековме дека поголемиот дел од долговите се вратени, останато е уште, можам да речам, ситно во однос на оние бројки кои што ги затекнавте, но имате и уште еден долг кој што може би не ве засега директно вас, но вам ви се препишува. За што станува збор? За колкав долг и од каде потекнува? Имаме уште два долгови кои што се во најава. Еден помал,
од негде 20.000 евра, еден поголем од некаде 100.000 евра. Помалиот е, веќе имаме најаво некои пресуди кои што во минатото не се водело сметка дали може некој да се избрка како фирма кој што била под кирија кај нас, како фирма која што работела со нас или имаме и некои бркања на работа непотребни во минатиот период наназад и сите тие судски пресуди веќе ни стигнуваат. Така од 3-4 фирма имам по 2.000 евра кои што веќе извршни, ни стигнуваат и имаме на најава за едно бркајно работа, ќе видиме допра, мислам на апелација веќе овде е во негова корист делумно добиена, ако тоа се оствари него од 15 на 15.000 евра нов долг кој што ќе евра да ги спаѓа на со овие, него 23-4.000 евра ќе дојдат. Тоа е помалиот дел кој што не е баш мал, меѓутоа ќе го решаваме. Меѓутоа има една работа која што многу малку ја знаат. Значи, јавното претпријатие погребални услуги, кој што екзистираше до пред некаде 4 години, до 2014 година, и беше западнато во тој период наназад во долгови, значи не успеа да преживее тоа јавно претпријатие и тоа јавно претпријатие требаше да биде згаснато. Значи, би да преземе долгот тогашниот основачот. Основач е локалната самоуправа, односно Советот на општина Охрид. Меѓутоа 2014 година со одлука на Совет е припеано према нас. Неколку луѓе имаме превземено вработени, тоа е сепак товар на јавното претпријатие, 2 половни комбина кои што не вредат ни 4.000 евра, меѓутоа и целокупниот долг со одлука, значи на Советот, треба да опреземи ова наше јавно претпријатие. Односно, овие 100.000 евра што ги вративме и сега не очекуваат уште нови 100.000 евра долгови за друго јавно претпријатие, што не е во ред. Значи, 2014 година лесно било наместо локалната да ги превземи, да му се префрли на едно поситно и то не во добра кондиција јавно претпријатие и да се преземе тие долгови. Значи, таму се неисплатени од доверители кои што роба, значи, снабдувале. Имаме со години исплатени членови на управни, на надзорни одбори, плати на вработени има таму тоа јавно претпријатие, уште екзистира, мислам екзистира во централни регистри, тоа не постои јавно претпријатие. Меѓутоа, веќе неколку месеци разговаравме со локалната самоуправа и со господин Стојановски имавме разбирање, меѓутоа сега уште повеќе со господин Константин Георгиевски, така да мислам дека најдовне едно решение кое што треба да се донесе нова одлука и целокупниот наши долгови, нова јавно претпријатие да се тргнат од нашиот грб и да го преземи до основачот, што е нормално, тоа е општина Охрид. Ама тоа треба да оди преку Советот на Да, општината. со одлука на Совет, мислам дека или овој Совет во вторник или на следната седница би требало ќе оди сигурно тарато, бидејќи се договорив, мислам имавме договор, имаме разбирање на локалната самоуправа и се надевам дека таа работа ќе се заврши така што ако овај товар не се тргне, Ќе биде едно големо финансиско растеретување за растеретување и веќе не ќе зборуваме за долгови, него за развој. Вака, дори имате долгови, ако сте, како да кажам, примерен, значи вие може и да не ги плаќате долговите, да растат камати, а вие да купувате добра. Меѓутоа ние се определивме година и пол да потргаме маки, меѓутоа после ќе да дојдеме на нула со долгови, после веќе иде развој на ова јавно претпријатие. Уште еднаш ќе спомнуваме големо разбирање од господин Константин Георгиевски, се надам дека ова работа на задоволство прво на сите вработени во ЈП градски гробишта ќе ја завршиме. Значи, како да кажам, ова Голгота, така да во наредниот период ќе може да зборуваме и за подобрување на сите услуги кои што ги правиме. Бидејќи знаете, ако имате долгови 100-150.000 евра, вие не може доволно средства да вложувате за основната дејност која што имате. И тоа сакав да ве прашам, значи во каква состојба се наоѓаат градските гробишта? Околу одржување, околу санација, некаква реконструкција доколку е потребна. Дали има нови гробни места и се што е поврзано со вашата основна дејност? Па видите, секој пат може подобро. Значи, далеку сме од она што треба да биде, мислам, далеку. Се приближуваме и се уште е далеку од она што е како моја замисла и на тимот таму на нашите вработени. Меѓутоа, може да се пофалиме дека имаме едни од најдобрите гробишта, суредени гробишта во Република Македонија. Тоа го признаваат сите. Не е тоа наша заслугата и од наназад, во самото формирање. Меѓутоа,
секој кој појки, кој помалку ги одржуваат. Значи, од основната инфраструктура до хигиената, секој пат може да биде подобри, се трудим за таа работа. Имаме во план асфалтирање или поплочување со бекатон плочки на сите патчи на улички кои што постојат низ оваа пристапни патови, поготово муслиманскиот дел, бидејќи нема доволно таму поплочено или, како да кажам, асфалтирано. Чи сакаме да ја завршиме таа работа, значи мај и јуни ќе не биде насочено во тој дел. Чи подобро и на инфраструктурата ќе отвориме, бидејќи се зголемува гробишата, треба да вода, ќе треба чешми да отвориме на повеќе места, не се на оние централни кои што ги имаме. Така да овој период ќе се посветиме, уште малку ќе се посветиме повеќе на таа работа. Со огромни места немаме проблем моментално, бидејќи го надминавме. Во онај делот се откупија 2-3 површини таму, ниви, наназад, значи веќе сега работиме на тој дел, на новиот дел, и мислам за неколку дена при крај реализација на откуп на уште една од тие површини таму кои што се неопходно потребни за јавното претпријатие, така во следните година и пол, две ќе немаме проблем за како површини за гробни места. А нормално сега то, бидејќи се тие доста се изискува, значи треба се отвора патчина, треба да се порамни местото, треба да се направи поплочување, така да се доста ќе се вложи во тој дел. Така. Сега, кога ќе се изгуби некоја драга личност, навистина е најтешкиот момент во животот. Покрај загубата, тука се оние пропратни елементи кои што се материјални трошоци, па треба да се растрчаш, па да се организира сето тоа. Колку вие им излегувате на граѓаните во пресред овие најтешки мигови? Значи, кои се некои улеснителни околности кои што можете да им ги дадете? Не знам, плаќање на рати, некакви други, можеби интерни договори, како тоа може да се изведе за сите граѓани кои ја гледат оваа емисија, кои што можеби се соочиле или ќе се соочат со некој таков проблем, или пак едноставно сакаат пред време да си купат гробно место. Има и такви случаи. Ги имаме такви, во делот на пораст на приходите од продажба на гробни места не е од тоа што има повеќе починати личности него граѓани, него е од тоа што некои однапред купуваат, бидејќи се малку посовремени се за времината, кога што луѓето однапред не е некој проблем да се купи тоа, бидејќи во оној момент кога ќе дојде тој момент може и да не се пријми материјални средства. Така со самото моје доаѓање имав малку отпор од навиките на назад да не се даваат гробни места, навеќе покој након не платат. Че јас кажав дека тие најтешки моменти уште да барате пари, материјални средства да се платат веднаш е недозволиво, така што нема човек кој што до сега не го имаме услужено. Значи даваме на рати, се плаќа негде 20% за почеток, значи првите неколку дена, затоа што ние го плаќаме данокот према државата. Однапред, значи ние фактурираме, меѓу данокот го плаќаме секој месец и даваме зависно од положбата на граѓанинот, даваме на рати. Даваме и на 12 рати, на 10, на 5, зависно кој како може да плаќа спрема граѓанинот, така што досега нема граѓанин кој што е вратен во тој поглед. Значи да не е услужен, тоа може и низ бројки, не ги имам се податоците кај ме да ви кажам колку мало ни е потешко, бидејќи ги пратиме како се плаќаат тие рати, се јавуваме ако има мал застој, меѓутоа сваќаме тие се најтешки моменти, а ние са три да придонесиме да ги олесниме тие тешки моменти колку што можеме во нашиот домен на работа. Значи нема човек кој што да се неуслужен, кој што победен на рати во рамките на нашите можности, нормално и ние мора да гледаме да имаме прилив за да функционираме како јавно претпријатие и нема човек што не е услужен. Би споменал дека она што мора да утужуваме, го утужуваме, значи, али со крајни напори. Ќе ви кажам за 2017 прв се случи 3 пати да носиме опомени пред утужување. Значи на луѓе. Еднаш носиме, значи сите раони ги имаме, по втор пат носиме некаде
август и третиот пат црвени опомени, значи сите што нема платено во ноември, значи 3 пати ја носиме во годината опомени кај луѓето за да му кажеме дека некој заборава, бидејќи кај нас еднаш годишно се плаќаат тие сметки, се забораваат. Не е тоа секако намерно, меѓутоа ги носиме опомениве. Им давате повторно можност да се и извршат дури обврската. некој пат и даваме и за 2000 денари на рати, на 5 и на 6 рати му даваме ако должат по некој остов само да може да плаќа. И 600 денари ако имаат проблеми тие на рати, на 3-4 рати му даваме. Имаме и такви категории на луѓе нажалост кои што и тие се големи пари. Значи мислам социјалниот момент добро ни е познат на сите а како што рековте во тие тешки мигови, навистина е нехумано ако не се излезе во пресред. И можам да кажам дека досега ниту еден граѓање немаме дајано на извршител. Наназад биле случаеви, сега ние ги решаваме, значи за 2012, 2013 се давани, 2014 се давани на извршител, меѓутоа како што е споро кај нас, така сега овие месеци ми даде. Значи, од косне ние дојдени, ниту еден човек до сега немаме на извршител, ниту не мислиме да даеме на извршител, бидејќи знаете за 600 денари, ако дајте на извршител 12.000 плюс се плаќа. Така беше донесен законот, мислам дека сега ќе има намалување на тие, ми тоа не даваме се до онај крајен рок кој што приморани ќе мора да ги даваме. А тоа има уште време, значи за 3 години кој што е крајниот рок од 2012 ние ќе направиме за 3 години 15 пати да ги посетиме дека има долгови за да не ги дајме на извршител. И са после толку напори ако некој не сака да плати, тоа е веќе друго прашање. Колку чини една парцела, едно гробно место? Има то 33.000 400 и нешто. Имат околу 40 дел во некои блокови 40.000 и нешто и 94.000 нека. Значи различни се од локацијата, она што го затекнав. Ето, можам да кажам слободно дека имаме намалување. Може тука да се прави некаква виднина корекција на овие суми? Се тоа сакав да го кажам. Сега мора да биме предпазливи бидејќи лесно е популистички ние се да намалиме, меѓутоа пак и крахираме на друга страна. Ние ги намаливме цените на услугите. Сега ќе ви кажам, сега за почеток не е многу, може ми тоа од 1200 денари по плачување метар квадратен на гробно место ги спуштивме на 950. И са правиме корекции во тој дел на цените. Во оној момент кога ќе излезиме од кризата, кога ќе дојдеме на нула и во позитива, да немаме долгови, тоаш ќе размислуваме да намалување на цените на самите гробни места. А тоа ако продолжиме мака, мислам дека може негде втората половина оваа година да го направиме. И тоа ќе име постепено, бидејќи не смееме да залетеме, па после да упропастиме цела работа. Така. Господин Костовски, мислам веќе повеќе од една деценија во атарот на градските гробишта веќе е изградена една црква, но не е уште осветена. Што се случува со тој храм? Мислам дека е осветена и дека се користи, дали веќе се користи? Се користи веќе една година се користи. Се користи тоа некој што сакаат опелот да се изврши во црквата, одат кој некој што не сака, мислам не сакаат, кои што имат поинаку мислење, опелот да се држи во нашите простории тука. Така да таа црква веќе функционира. Она што ќе имаше проблеми тука, затоа ве прашувам дали се надминаа. Решени се, јас ги затекнав во функција црквата, значи не е ништо во наше време, значи затекнав и мислим правните односи се разрешени, се сопствено смисла на МПЦ и нормално и веќе во функција таа осветена црква се врши својата функција за која што беше наменета. Знаете порано дека како туристички град не беа баш пријатни слики каде што се врше во други цркви, се е нормално да се врши тука и со самото веќе нарушување на традицијата, луѓето се повеќе користат и капелата, така што веќе го разрешивме еден голем проблем кој што ни беше. Овде би сакал да споменам дека порано и постоеше и капела за муслиманите, муслимански оддел, значи на нашите граѓани, беа претворени на нас во канцеларија, меѓутоа сега сме почнати да ја обновуваме таа капела. Мислам за месец и пол ќе се обнови таа капела, така што и тој дел од нашето население со поинака вероисповест, со муслиманска вероисповест, ќе добие оваа капела, значи се до нанесување ќе ја користи како што била некогаш, значи се ја обновуваме, меѓутоа бидејќи беа канцелари, се ја градиме, треба да изградиме нови канцелари, да ги сместиме луѓето, и за брзо време ќе оспособиме и таа, така што ќе надминеме и тој проблем кој што веќе се
е поголем и поголем. До донесување на некој друго урбанистичко решение може ќе биде и посовремен објект понатака, меѓутоа сега во овој момент работиме на тоа поле и мислам за крајот на мај ќе се заврши таа работа. Така. Ке го следиме вашето работење понатаму. Вие и онака практикувате од време на време пресконференции, давање отчет пред граѓаните што таму се случува. Транспарентни сте во тој поглед, навистина никакви замерки немаме за соработката. Ви посакувам да ги сплатите што побрзо долговите и да почнете да одите, да фатите еден чекор, да одите во една нагорна линија, рековме, заради олеснување на граѓаните и на сите оние потреби кои што ги имаат и можност за намалување на овие цени за ваквите услуги. Сега, на самиот крај на емисијата, само кратко, бидејќи ве знаат многу добро како политичка личност во градов и во државава. Дали политиката малку ја оставивте настрана или се уште активни сте во тие води? Јас сум активен председател на ВМРО. Се мислам завршивме со професионалниот дел. Да, сега ова само кратко, Јас сум 30 години и повеќе во политика, меѓутоа не мешам професионалноста, тоа го научив, фала на Господа, не мешам професионалност со политичка опредба. Тоа најдобро го знаат и вработените, бидејќи искам кога дојдов над 60% беа симпатизери на ВМРО да помене таму. Сега колку ќе се натака не знам сега, али се надам дека ќе е цена нашата работа и професионалност таму. Секако дека сум активен во политика и многу повеќе неги порано, меѓутоа не ја мешам професионалноста со политиката. Сум актуелен председател на ВМРО на Народна партија и член на извршниот комитет. Ние сме во коалиција тука со Социјалдемократскиот сојуз и останатите партнери. Имаме наш представник во советник, тој е Филип Јовановски, во Советот на општина Охрид. Ја поддржуваме политиката и на претходниот градоначалник, уште повеќе сега, и на актуелниот градоначалник Костадин Георгиевски, со од кого сме повеќе задоволни со соработката, бидејќи исто како што јас кажувам, на работа не гледам, и тој не гледат премногу политички, си етера својата нормална опција, меѓутоа на работи професионално и на што се основни проблеми на граѓаните. Ако успееме да го достигнеме тоа ниво, да ги некако одвоиме политиката од професионалниот ангажман, навистина ќе постигнеме на работа имам забрана на политички теми, да се разговарам колку што можам, колку што сум присутен таму, имам забрана дадено на такви, бидејќи знаете како е луѓето, значи надвор од работата може слободно кога ќе седнеме да се видиме, тоа и надвор од работата место и се надевам и понатаку уште повеќе ќе успееме. Не е тоа лесно да го остварите, нормално дека има секакви работи, меѓутоа пред се треба да се води професионално, само така се постигнуваат. Искрено ви кажам, голем дел што ги рачувам дека се симпатизери на ВМРО најповеќе ми помагаат. Таму бидејќи се познаваме долги години и се надам дека препознаја професионалност. Така. Професионалноста навистина треба да ни биде. Нови избори активно сме вклучени, сега ќе почнат од понеделник, мислам. Да, веќе почнува кампањата, да. И кажам дека цврсто стоиме за господин Костадин Георгиевски. Како партија и како личности. Така. Значи, морав малку да го допрам и тој ваш ангажман, но професионалноста рековме пред се. Ви благодарам за ова учество во Лупа и посакувам така со едно домакинско работење, со една ангажираност, со едни добри меѓучовечки односи, јавното предпријатие да оди нанапред. Ви благодарам на вашата покана и ќе бидете уверени уште подобри резултати со Господ напред. Благодарам уште еднаш.